Археолошко наследство и туризам. Два комплексни поими. Поими кои меѓусебно се надополнуваат и неслучајно водат кон следната проблематика. Археолошкото наследство како двигател на туризмот. За тоа како археолошкото наследство му дава душа на туризмот, утринава говориме со кустос советник во Археолошкиот музеј во Скопје, доктор Перо Арџанлиев. Посакувам добро утро. Добро утро и добро дојдовте во Археолошки музеј. Добро ве најдовме. Во текот на моите разговори кои сум ги имала со стручни лица од областа на археологијата, многу пати знаеле да кажат нела кади да копнеме на територијата на Македонија, секој пат излегува некоја нова, феноменална археолошка убавина. Од тука би го начнала следното прашање. Односно, што е со археолошкиот потенцијал во Македонија? Имајќи го при тоа предвид фактот дека се соочуваме со недостиг од финансиски ресурси, кој што недостиг води до исто така недоволна дигитализирана технологија и сето тоа на крајот води кон нецелосно искористување на археолошкиот потенцијал. Па, моите колеги биле во право, кога ти кажале дека кај да копнеме, несомнено сме богата држава со културно наследство. И културното наследство, тоест археолошките локалитети, како што и спомнавте, може да бидат двигател на туризмот и тоа имаме пример во непосредна близина, тук ќе спомнам нашиот јужен сосед Грција, Италија, каде што археолошките локалитети се итекако уште една понуда плюс во целиот туристички аранжман. И тука треба да поработиме малку повеќе, да ги презентираме тие археолошки локалитети. Спомнавте, потребни се финансиски средства, меѓутоа и самоодржливост, доколку тие археолошки локалитети бидат посетени, ќе остварат одреден приход кој подоцна повторно би се вложувал во самите средување на локалитетите и во нивна промоција со дигитални алатки, напредна технологија и сите тие попратни технолошки додатни елементи кои треба во 21 век да ги има еден археолошки локалитет. И мислам дека тоа е начинот како ние како уште една понуда плюс би го збогатиле туризмот, бидејќи како земја сме познати по благопријатна клима, имаме добра кујна, значи од гастрономски аспект и са тоа кога ќе го додадете културното наследство, правите еден пакет кој е привлечен за туристи. Се чини дека ако сакаме да зборуваме за оспособување на археолошките локалитети за туризам, мораме да имаме реална прегледност на нашето сопствено археолошко наследство. И токму заради тоа ќе се надоврзам на една информација која ја најдов пред некое време, односно познато е дека во Македонија има повеќе од 5000 археолошки локалитети, меѓутоа многу мал дел од нив се регистрирани. Таа бројка е од далечната 96-та година, кога првпат системски се изработи првата археолошка карта на Република Македонија од страна на Македонската академија од нашите колеги во минатото. И меѓутоа бројот е неколку пати поголем на археолошки локалитети, бидејќи ние секојдневно, дали при инфраструктурни работи, дали при земјоделски работи, дали при рекогносцирање на нашите колеги, откриваме нови нерегистрирани локалитети. И во право сте, да, треба да се направи, тоа е сега можда и на мојата генерација работа, која треба да таа археолошка карта да ја дигитализира и не само да имаме преглед на локалитетите кои подоцна ќе можеме да ги понудиме и туристички, меѓутоа и заради нивна заштита и од дивото копање и заштита како од некои инвестициски циклуси, бидејќи кога ќе имате добра евиденција на културното наследство, тогаш нема да се доведуваме до ситуација некои несакајки при некои градежни инвестициски работи да уништат дел од културното наследство, така да регистрирањето и дигиталното регистрирање на археолошките локалитети во 2025 година и натака би требало да биде приоритет и покрај тоа што ќе ги заштитиме, ќе можеме да ги понудиме како туристичка понуда. Кои од регистрираните археолошки локалитети се ставени на туристичката понуда, а кои не се и зошто е тоа така? Например, што ќе се случи кога на туристичката понуда ќе се додадат некои локалитети кои досега не се ставени? Дали мислите дека ќе има промена во делот пораст на туристичката побарувач, односно има поголема туристичка? Ќе има, несомнено е тоа и имаме голем потенцијал. Значи некои локалитети со мало вложување, тука ќе спомнам во непосредна близина Скопско кале,
Тумба Маџари е под надлежност на археолошкиот музеј кој е среден локалитет од неолитско село реконструирано. Скупи ќе спомнам како исто така локалитет со голем потенцијал бидејќи се наоѓа во непосредна близина на главниот град. Меѓутоа како што спомнав и при првото прашање, тоа мора да се спои со другите понуди. Тука исто гастрономската понуда, меѓутоа и со средување на локалитетите, дигитално, бидејќи мора да привлечите и помладата генерација. Знаеме, помладата генерација се сите со телефони и со таблети во рака, значи треба да има дигитални информации за тие локалитети. Би ги спомнал, Стоби е добар пример како се раководи со ево сега и колегите од Стоби промовираат и напредни технологии, VR реалност, виртуелна реалност, така да кои други, Хераклеа, исто така Баргала на истокот, Конјух, Кокино како е светска атракција, значи со некои мали вложувања овие локалитети и нивно вклучување во туристичките рути, мислам дека ќе и јас богатиме туристичката понуда и локалитетите ќе бидат посетени. Ако сакаме да станеме значаен фактор не само во европската историја, кога станува збор за археолошко наследство, туку и во рамки на светската, покрај дигитализирање на археолошкото наследство, што мислите, кои други начини ни стојат или решенија ни се на повидок, за да можеме да успееме во практично, успешно реализирање на идејата археолошкото наследство да стане двигател на туризмот? Треба посета на туристички сајми, посета на научни конференции почеста од наша страна, каде што би ги и научни и туристички, каде што би ги презентирале локалитетите и пред научната јавност, а и пред туроператорите кои подосна би ги вклучувале во своите тури низ Балканот и би не инкорпорирале во веќе постоечките туристички понуди. Мислам дека на таков начин само со присутност на европскиот и на светскиот пазар. Иначе, ако не присуствуваме на такви манифестации, ќе бидеме невидливи. Господине Перо, вие бевте раководител на ископувањата кои се одвива кај локалитетот Расница, односно Корошишта Струшко, каде што впрочем најдовте огромен број артефакти од непроценливо значење, заедно со останатите од тимот, се разбира. Оно што мене ме интересира во оваа насока е што мислите како би реагирале странските туристи кога би се соочиле вака во живо и ќе ги видат тие значени артефакти, бидејќи знам дека физичката локација на локалитетот не е точно дефинирана и барем артефактите да се пред нивни очи и да видат со што се ние располагаме всушност и дека тоа нешто, односно тој ваш успех не е важен само во рамки на европската археолошка слика, туку и во рамки на светската. Јас ќе кажам од искуство колку ја возбудивме археолошката фела. Значи, сите се и возбудени, не честитаа за успехот, прамуавет во европски рамки, на светски рамки. Па се надевам дека во оваа година, бидејќи работиме на конзервација на предметите, дека ќе имаат странските туристи кои го посетуваат археолошкиот музеј да уживаат во тие, не само странските, секако првично и нашите сограѓани, да уживаат во тие артефакти и тогаш ќе ја видиме возбудата и воодушевувањето од предметите кои, како што кажавте, се фантастични, многу ретко се откриваат такви наводи и за среќа, ето, како археолози успеавме да дојдеме до такво откритие. И мислам дека тоа ќе помогне не само во афирмацијата на археологијата тука пред домашната јавност и да добие археологијата заслужен третман од државата, мислам дека ќе со такви откритија ќе помогнеме за промоција на туризмот, како што кажав, кога ќе бидат презентирани овде, ќе уживаме сите заедно, и македонските граѓани и туристите кои го посетуваат во голем број археолошкиот музеј. Токму така, бидејќи работите во археолошкиот музеј, како што споменав и на самиот почеток, настрана овие теренски истражувања и успеси, еве, со што се соочувате секојдневно додека сте на работа во музејот, колкава е посетеноста од страна на странските туристи и какви се нивните реакции кога ќе видат со колку сложени, со колку феноменални поставки располагате? Па најголем број наши посетители се странските туристи. Имаме годишно околу 40.000 посетители, од кои најголем број се странски посетители. Тоа можеби е зафален, меѓутоа ето нека биде и поттик за домашните посетители, нашите сограѓани, да ги поканиме да дојдат во археолошки музеј, да уживаат во своето културно наследство, во свој дел од својот идентитет.
Секојдневно се соочуваме, првенствено нашата работа е грижа за археолошкото културно наследство, да се грижиме, да го сочуваме во непроменет облик и да го предадеме на наредните генерации. Тоа е првенствено на секој кустос во музеот, потоа да го презентираме, да го публикуваме, да го афирмираме пред светот. И тука во археолошкиот музеј ние сме горди, бидејќи сме еден од ретките музеи во светот кои во своите поставки, во своето депо има археолошки откритија и археолошки артефакти кои се добавени само при археолошки истражувања и само од територијата на Република Македонија, што е фасцинантно. И така да посетителите се задоволни бидејќи гледаат кога ќе влезат овека, поминуваат, се движат низ 200.000-та човекова историја од настанувањето на човекот па до денес. Хронолошки може да го посетат секој период, да се запознаат со најзначајните карактеристики и со богатото археолошко културно наследство.